Претходната локална власт не водела сметка за образованието. Долговите за превоз на ученици и нафта се трупале со години, обвинија денеска на прес штипските социјалдемократи. Цехот од неодговорното работење на директорите на средните општински училишта паднал, како што велат тие, на грбот на новата локална власт, која наследила долг од речиси 240.000 евра. ВМРО ДПМН не водела сметка за образованието и условите за учење на учениците и оставиле долгови од речиси 240.000 евра. Ова е уште една потврда за тоа како кадрите на ВМРО ДПМН расипнички и неодговорно дозволувале долговите за нафта и превоз на ученици да се натоложуваат со години. Во меѓувреме новата локална власт отплатила дел од долгот за нафта и превоз на учениците. Заврши времето на лошото и неодговорно владење на ВМРО ДПМН, што ги оставаше училиштата во долгови, велат од општинската организација на СДСМ. Новата локална власт, предводена од СДСМ и градоначалникот Бочварски, ги санира овие проблеми и преку посебни мерки ќе ги исплати сите долгови. Досега, со помош на Министерството за образование, исплатени се значителни средства во износ од 4.149.000 денари или околу 67.000 евра, со што долгот е намален за 28%. Наследените долгови постепено се отплаќаат, а училиштата се доведени во оптимална кондиција, при што се обезбедени достоинствени услови за учениците и за наставничкиот кадар. На пресот на СДСМ со писмено соопштение реагира од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Штип. Долговите за кои зборуваат се од тековен карактер, генерирани од извршување на работните обврски во претходната година и беа покривани секоја наредна година од претходната власт. Годинава наред е истото да го стори и гарнитурата на власт. Оваа нелегитимна власт во заминување треба да знае дека владењето 6 месеци на локално, а веќе цела година на државно ниво, освен вработување на роднини и сопартици, подразбира и подмирување на тековни обврски, генерирани исклучиво од работење. Подсетуваме дека проектот за бесплатен превоз на учениците кој го воведе ВМРО ДПМН беше директна помош во домашниот буџет на родителите и е во согласно со карактерот на политиките кои ВМРО ДПМН ги спроведуваше изминативе 10 години во насока на подобрување на кондицијата на училиштата, обнова на училниците, осовременување на наставата, реконструкција на спортските сали, воведување на бесплатни учебници за учениците и така натаму. А сето тоа во насока на обезбедување на поквалитетен, посигурен и поекономичен образовен процес за своите граѓани. Стои во писмената реакција на ВМРО ДПМН.